визави на програмата на ТВ Канал Одвица. За оние наши гледачи кои подоцна се вклучија во нашата програма, наш гостин е господин Славе Гошев, пратеник во Републичкото собрание и е се уште актуелен председател на Општинскиот комитет на ВМРО. Да помене, одиме со прашањето од нашите гледачи, бидејќи времето ни е кратко, би ве молел малку пократко да одговарате. Поздрав од Симе, вели вака, единствен пратеник од Струмица кој се залага за струмичкиот народ. Благодарам. Следното прашање е од анонимен гледач кој прашува кога ќе биде готов патот Радовиш-Струмица. Да, оној фамозен пат Радовиш-Струмица, кој што веќе не знам колку години се гради, не знам колку влади го ветија. Значи, нова прашање се држа малку подолго, па ќе гледаме на оние останати да бидам пократок, бидејќи навистина треба објаснување. Патот Радовиш-Струмица се гради со пари предвидени од буџетот на владата на Република Македонија. Тие средства се обезбедени некаде околу 7,5 милиони евра. Беше распишен меѓународен тендер на кој го конкурира повеќе фирми, го доби хрватската фирма Ингра, а подизведувач беше фирмата Маврова инженеринг. Договорот со изведувачот Ингра беше август месец 2011 година и плюс дополнителни 240 дена ако се задоци на пенали, а ако не се оствари во тој рок, тие имаат дадено банкарска гаранција од 1,5 милион евра. Изведбата на патот почна онака како што треба, меѓутоа се случи една работа за жал на граѓаните и на сите нас, а тоа е фирмата Мавро инженеринг да оди под стечај. Тоа никој не го предвидуваше, веројатно Ингра како главен носител на работите и затоа имаме одреден мал застој во изведбата на овој патен правец. Требаше да биде во Да, август. значи во август 2011 година требаше патниот правец Радовиш-Струмица конечно да се заврши, патен правец кој што е во историјата на Македонија, граден уште од страна на германските затвореници после Втората светска војна. Меѓутоа, сега настана нови околности. Моите најнови сознанија се дека Ингра има земено друг подизведувач, тоа е фирмата Гранит, која што треба да го заврши патот до 1 април 2012 година и за тоа фирмата Ингра ќе си плаќа пенали. Ако не го испочитува рокот 1 април, тогаш банкарската гаранција од 1,5 милион евра пропаѓа. Нека биде 2 април, нема да ви замериме, бидејќи 1 април малку Да не се свати како првоаприлска шега. Незгоден ден е, да. Дали некој може да се заземе за мојот проблем, бидејќи немам земено 3 месеци плата во монополот? Добро, сега монополот е приватна фирма, тука ние немаме ингеренции. Добро. Одиме понатаму, поздрав од Словенија до господинот Гошев, продолжете така. Еве доказ дека програмата на ТВ Канал Одвица се следи и во Словенија. Пред некое време Советот на општина Струмица донесе одлука со која од наредната година ги задолжува граѓаните со 1 милион евра. Како ја толкувате одлуката, кога за гасификацијата беше речено дека ќе се одвојат пари од буџетот на општина Струмица? Ова одлука на Советот на општина Струмица, прво да расчистиме една работа. Јас не сум воопшто против гасификација на Струмица и никој, верувам, разумен граѓан на општина Струмица не е против гасификација на Струмица. Иако лично, ако ме прашувате, јас сум против задолжување на општина Струмица. Зошто го зборувам тоа? Го зборувам заради тоа што општина Струмица има 5 милиони евра предвидено пари ова година во буџетот за инвестиции и 1 милион евра, како што можеше 1.800.000 да одвои од претходниот буџет, можеше да се одвои 1 милион евра за да се го доврши проектот гасификација и на тој начин да не ја задолжува општината. Меѓутоа, ова го гледам како одлука на локалните власти, како еден потек пред изборите. Значи, свесно ќе се задолжи општина Струмица, ја задолжуваат општина Струмица, со цел парите од оној основен буџет за инвестиции да им остане, за да може да се направат одредени патчиња, одредени тротоари и така натаму, се со цел задоволување на гласачите во последната година пред локалните избори. Меѓутоа, не е добро. Градоначалникот Зоран Заев и ја имаше таа среќа, кога и претходно нели разговаравме, да наследи општина која немаше никакви долгови. Земете го само еден Охрид, кој што и до ден денешен и после 6 години од децентрализација, тек сега со политичка одлука треба да влезе во втора фаза на децентрализација. Според информацијата на Зоран Заев во емисии, тој ја насадил општината со долгови. Вие велите не. Добро, како и да. Добро, вред. Меѓутоа сигурно не ја наследил со 1 милион евра, затоа што тогаш општината 1 милион евра и беше целиот годишен буџет. И не е добро да ја задолжуваме општината, не е добро за одредени проекти кои што сега за сега бенефит ќе видат само одредени фирми и не е добро фирмите на господинот Заев и неговата фамилија кои што ќе имаат директен интерес
од гасоводот, бидејќи вие знаете дека едната базна станица ќе биде токму кај фабриката Еленица, народот знае во Струмица чија е таа фабрика, да ја градиме со кредити. Ако веќе барем градиме, да градиме со буџетски средства, онолку колку што имаме, како што се градеше и плоштадот, како што се градеше и првиот дел на гасификацијата, така и понатаму да се продолжи. Иако лично немам ништо против гасификацијата, имам против задолжувањето. Така, претпоставам кога имате против задолжувањето на Струмица, имате против и задолжувањето на Македонија. Задолжување на Македонија, да, ако се користат, значи за ако да не се разбереме сега грешка. Значи и државата како Република Македонија се задолжува за одредени инфраструктурни проекти, како што е на пример патот Смоквица Демиркапија. Тоа е 270 милиони евра инвестиција која што не може да се обезбеди од буџетски средства. Добро, да не коментирам јас. Дали прошетал низ чаршијата господинот Гошев за да види колку гладни луѓе има? Јас секојдневно кога сум во можда шетам по чаршијата и не само гладни луѓе, туку можам да забележам и колку дуќани има затворено. И старата чаршија, за жал, која што е духот на Струмица, кој што е белек на стара Струмица, е запоставена од локалната самоуправа. Вие сега прошетајте по старата чаршија, ако не се новогодишните украси, ако не се светлото од дуќаните, таму е темница. И тоа, мислам дека се работи со одредена задна намера, меѓутоа не сакам повеќе да коментирам. Добро. Јас колку што знам, старата чаршија е заштитена со закон, па секаква интервенција на старата чаршија треба да се постави некакво прашање од надлежни институции. Значи, во врска со фасадите на старата чаршија, тоа веќе ви реков дека има проект. Така. Претходно ви одговорив за реставрација на 2014. Да, за реставрација на сите фасади. Јас зборувам за оној економскиот дел од старата чаршија. Бидејќи со отворањето на трговскиот центар Глобал, веќе сега кога ме влечете на таа тема, ќе кажам дека ниту Глобал работи онака како што треба. Вие сте сведоци, качете се на последниот кат на Глобал, ќе видите дека таму нема ниту еден дуќан. Ниту пак старата чаршија работи. И затоа јас реков дека 92 имаше идеја од страна на господинот Калкашлиев, кој што е признат архитект во Бразил, еден од најдобрите во Бразил, стар струмиченец по потекло, кој што бил за покривање на градскиот пазар, меѓутоа со еден кат. Сето ова сега што се направи е предимензионирано. И Струмица како град го нема тој капацитет, ја нема таа куповна моќ. И сега ниту Глобал работи, а замре и старата чаршија. Значи, интересно прашање околу тоа зошто не работи и стара чаршија, а зошто не работи и Глобал, задире и некои други економски проблеми во државата, но за тоа нема да зборувам. Но мора да помене, ветуваше спортски сали во својата програма. До каде се овие проекти? Да, значи во МРДПМН понатаму стои на своите ветувања. Две такви спортски сали веќе се градат во нашата општина, тоа граѓани лесно проверлива информацијата, можат да го видат, веќе се готови конструкциите на спортската сала во Средното земјоделско училиште Димитар Влахов и во дворот на основното училиште во Куклиш. Предвидени се уште 3, значи спортски сали, бидејќи тоа е 5-годишен проект од 2010 до 2015 година. Јас се надевам дека една од тие 3 ќе почне со реализација и ќе заврши до 2012 година. Тоа е салата во основното училиште во Муртино и е потребно уште понатаму 2014 и 2015 година да се направат уште 2 сали во Струмица. Тоа е во основните училишта Сандо Масев и Никола Вапцар. Така. Значи тоа е проект кој што се одвива со одредена динамика и веќе се реализира. Одива понатаму, порано еден барел нафта беше $170, а цената на бензинот беше од 55 до 60 денари. Како сега барелот е $100, а цената отиде на 80 денари? Добро, не мислам дека е баш така. Значи коментар на гледач. Коментар на гледач, да, нормално. Мислам дека ако се сеќавате одреден период бензинот отиде и над 80 денари, па потоа владата интервенираше во делот на акцизата која што зема со времена мерка на откажување од печалбата која што владата има од акцизата, за да се нормализира цената на бензинот, така да мислам дека ова констатација на гледачот не е точна. Зборува за зголемување на пензиите, тие ни се намалени, а не зголемени. Коментар повторно. Добро, значи јас знам периоди во Република Македонија кога навистина се намалуваа пензиите, сетете се само на 8% кои што Бранко Црвенковски им ги зеде на пензионерите. Меѓутоа, јас апсолутно тоа тврдам и дека секој пензионер, ја не сум пензионер, меѓутоа секој пензионер, бидејќи тие се најпажливата категорија на луѓе, нека си го земат чекот од месец јуни 2006 година
и да си го земат чекот од месец ноември 2011 година и тогаш може слободно да зборуваме дали е покачено, не. Благодарение на одредени и пак реформи во банкарскиот систем, владата на ВМРО ДПМН им овозможи на пензионерите да си ги подигаат своите пензии уште на 1 декември преку кредитни картички низ комерцијалните банки. Нешто кое што пензионерите досега го нема, значи без разлика кога државата, дали на 2, 5 или 10 ќе ги префрли парите во банка, тие без никаква провизија може да си ги подигнат парите од пензиите уште на први во тековниот месец и тоа е исто така успех на оваа влада. Така. Поздрав до Гошев од село Сушица. Нека продолжи така. Благодарам. Многу време доцни исплатата на социјалната помош. Зошто е тоа така? Не знам точно колку месеци доцни исплата на социјалната помош, има одредено задоцнување, за тоа сум запознат, меѓутоа тоа е заради, како што реков претходно, пререгистрацијата на корисниците на социјална помош, сега е во тек. Знаете, имаше одредени законски измени околу потребната документација, која што секој корисник на социјална помош требаше да ја достави до Центарот за социјални грижи. Таа работа е веќе при крај и од тие причини има одредено мало задоцнување, меѓутоа јас сакам да ги уверам сите гледачи дека и оној дел од социјалната помош или нега за туги лице ќе се исплати ретроактивно, значи ништо тие не губат. Така, овие денови кај одреден нотар, одредовите на СДСМ се собираат потписи за формирање нова партија под притисок на градоначалникот. Дали имате коментар околу тоа? Добро, тоа е на крајот на криштата внатре партиска работа. Имам одредени сознанија, навистина, дека кај одреден нотар во Струмица се праќаат луѓе, членови на СДСМ, да се потпишуваат за формирање на некаква нова партија. Дали господинот Заев планира нешто понатаму, не знам, меѓутоа тоа на крајот на криштата не е моја работа, тоа си е работа на Социјалдемократскиот сојуз и нека си ја тера. Така. Зошто власта се фали дека гради спортски терени, кога во Пиперево градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН ги растура? Не сум запознат за ваков случај, значи може би треба да го постават прашањето на градоначалникот на Василево Ванчо Стојанов, меѓутоа познавајќи го него лично, тој е еден од најагилните градоначалници на територијата на цела Струмичка околија и во врска со спортските објекти. Јас лично сум присуствувал на пуштење на 3 такви, како што е фудбалското игралиште во Василево, повеќе наменските игралишта и така натаму. Не сум конкретно запознат со овој случај. Поздрав до господинот Гошев, само така нека продолжи, анонимен гледач. И следното прашање, 5 години немам земено субвенции, имам оставено телефон, гледач од Ново Село. Значи го повикувам гледачот уште утре да се јави во канцеларијата на пратеници на ВМРО ДПМН во сабота, која ќе имам приемен ден, ќе биде повикан од моја страна. Не знам зашто до сега прв пат слушам некој 5 години да не земал субвенции, веројатно има некој проблем во врска со некои имотно-правни односи, бидејќи едно од задачите за да земете субвенција е потребно да имате имот на свое лице, а најчесто во нашите населени места ги има тие имотно-правни проблеми. Баба Нада од Радовиш вели продолжи така славе. Благодарам на Баба Нада, ова е доказ дека благодарение на Макс ТВ се гледа без телевизија во Радовиш. Дали вреди зголемувањето на цената на радиодифузната такса на 190 денари кога народот ги нема тие пари? Значи, на тоа прашање мислам дека подолго одговоривме во првиот дел од емисијата. Така. Дали господинот знае дека во склоп на владата постои израелска фирма Агриленд за откуп на градинарски производи? Колку е правдано финансирањето во земјоделството и дали ја постојат права цел? Веројатно за субвенцијата. Која е целта на субвенцијата? Не е јасно поставено прашањето, меѓутоа првиот дел од прашањето е убаво напишано. Дали знаете дека постои Агриленд во состав на владата? Да, тоа е, значи не во состав на владата, тоа е израелска фирма. Така пишува? Да, вред. Значи, знам како е. Тоа е израелска фирма која што треба се грижи за откуп на вишекот на производи кои што се од на пазарот, се уште немаат започнато со интензивен откуп. Добро. Се во фаза на припреми, значи знам дека во Свети Николе има некакви ладилници кои што се прават и така натаму каде што тој вишок на производи би бил складиран и ова е една од мерката благодарение на оваа фирма која што владата интензивно работи за намалување на тој ценовен шок. Така. Бидејќи за да имате вие одреден
нели успех, бидејќи рековме и претходно дека земјоделските производи се берзанска роба. Можно е од денеска зутре цената да се намалува, кога имате услови каде да ги складирате, во моменти кога цената не ви одговара, односно е премногу ниска, и имате услови како хладњачи и така натаму, можно е за после 3 дена истата таа роба наместо 5 да ја продавате за 15 денари. И тоа е владата што треба понатаму да го работи и да го развива. И јас имам уште едно прашање овде, меѓутоа не би сакал гледачите да мислат дека не знам да читам, навистина нејасно е напишано. Тука тоа беа прашањето од нашите гледачи. Господине Гошев, за крај уште едно прашање од мене, каде за Нова година? За Нова година во Струмица, секако. За сега немаме никакви конкретни планови со сопругата. Ако ме прашува мене лично, јас сум за еден мал одмор во пријатна домашна атмосфера, да со моите прекрсни 2 керки. Благодарение на оваа работа, значи пратеничката функција, за жал трпи фамилијата. Ние секојдневно патуваме, јас секој ден во 7-8 часот тргнувам за Скопје, се враќам во 20, 21, 22 во зависност како завршува седницата. Кога излегувам од дома, децата спијат, кога се враќам, тие се повторно заспани и можеби овие новогодишни божикни празници навистина сакам да ги поминам дома со фамилијата и јас да се одморам, меѓутоа да и се посветам и на фамилијата. Така да не планирам никаде во смисол странство и така натаму. Евентуално во крајна рака би можел во некој од локалните ресторанти, меѓутоа сигурно во Струмица. Така. И покрај тие жртви што ги спомнавте, што ги трпите, сепак исплатлива работа, нели? Пратеничката функција на прв поглед, значи кога не знаете со што се судрувате и со какви проблеми и какви бенефиции имате, е многу примамлива функција. Не велам дека не е. Значи, јас првите 3 месеци на сите граѓани на општина Струмица, првото прашање кое ќе ми видеа, ми велеа, вие сте член во 4-5 комисии. Тоа е многу пари. А не знаат дека според закон комисијата не е платена работа. Значи, вие може да бидете член и во 10, и во една комисија, и тоа не ви се плаќа воопшто. Значи, колку повеќе комисии, толку е поголемо оптеретувањето. Значи, со измените на законот за пратеници и професионализација на таа функција, ние земаме една единствена плата, која што не е тајна, јас јавно ќе ја кажеме, 60.000 денари. 1000 евра, добро. 1000 евра е платата и тука ви е се. Значи, и присуство на седници, и присуство на комисии, и храна која што е пари, средства кои што ги трошите во Скопје и така натаму, значи се ви е во тоа. Исто така со законот пак не можете да обавувате некоја друга функција. Така да од финансиска гледна точка не е малку, напротив, меѓутоа не е она што го мислат граѓаните, верувајте. Тоа почитувани гледачи беше претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН за Струмица, господин Славе Гошев, и пратеник во Републичкото собрание во емисијата Визави на програмата на ТВ Канал Виз. Господине Гошев, ви благодарам што бевте гостин во оваа емисија. Благодарам и на вас. На крајот само да искористам можноста на сите граѓани на општина Струмица, нели да им честитам новата година, бидејќи нема да имаме средба до нова година. Им посакувам многу успех, пред се здравие во наредната 2012 година и на вас како телевизија успешна работа. Благодарам. Довидување, почитувани гледачи, до следното издање на емисијата Визави.